Председателите на Универзитетот Харвард и Универзитетот во Пенсилванија неодамна поднесоа оставки откако нивното лидерство за борба против антисемитизмот во кампусот беше во фокусот на сослушување во Конгресот минатиот месец. Дали на Харвард повикот за геноцид врз евреите ги крши прописите на Харвард против мобинг? Да или не? Можеби, во зависност од контекстот. Тоа не зависи од контекстот. Одговорот е да, и затоа треба да поднесете оставка. Клодин Гей на крајот поднесе оставка, но како реакција на критиките и наводите за плагијат кои што таа ги негира. Републиканците во представничкиот дом сега бараат да истражат повеќе американски универзитети за нивните антисемитски политики. Со оглед на културолошките војни, растечките политички поделби во САД, аналитичарите за слобода на говорот велат дека отвореното дискутирање на теми како абортусот, расата, различноста стана особено чувствително на кампусот. Многу групи на администратори политички се наклонети кон левицата. Многу групи учесници, особено во одредени училишта на Источниот брег, например, имаат тенденција да бидат политички многу налево. И кога студентите изразуваат ставови кои не се во согласон со некои од тие гледишта, особено кога станува збор за различности, правечност и иницијативи за вклучување, гледаме дека различните гледишта се премолчуваат. Некои членови на факултетот или се принудени, отпуштени, или атмосферата при истражување и настава им е толку опресивна што многу од нив се откажа. Но среде конзервативниот притисок за пошироки реформи во високото образование, непрофитната Пен Америка предупредува дека значајни промени за заштита на слободата на говорот треба да доаѓаат од самите образовни институции. Where we have great concern is when we see politicians. Имаме голема загриженост кога гледаме политичари кои се обидуваат да ги направат тие реформи преку форма на законодавство кои пропишуваат што може и што не може да се учи по кампусите. Покрај тоа што се одвиваат политички војни, универзитетите можат да преземат чекори за промовирање на културата на слободата на говорот, вели професорот по право за првиот амандман Юджин Волок. Мислам дека универзитетите треба да имаат повеќе панели или дебати за работи како абортусот, расни предизвици, основната афирмативна акција заснована на раса, трансродови права, имиграцијата легална и илегална. Таквите настани, истакна тој, ќе ги научат учениците на важноста да слушаат и да дебатираат со ставови и гледишта со кои можеби не мора да се согласуваат.